Кратки најави за денес. Вевчани првата зелена приказна за одржлив туризам во земјава. Судијата Стрезовски од Охридскиот основен суд во доказната постапка не се утврди дека Джепаровски се повредил од пад во шахта. Нема веќе вонредно запишување во средна медицинска струка. Струшката библиотека ги заштитува вредните роднокрајни збирки. Работилница за домашен леп на Факултетот за туризам и угостителство. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес времето умерено облачно со сончеви периоди, топло, со претежно сончево време попладне и можно за локална облачност. Максималната дневна температура 13 степени Целзиусови. Во четврток во западна, северозападна, северна и централна Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд проследени со ветар. Дожд се очекува и на североисток од Европа. Во останатите делови од стариот континент сончево и топло. На Балканскиот полуостров во четврток претежно сончево време, ќе има локална облачност и ќе биде топло. Максималните дневни температури во пораст ќе бидат во интервал од 15 до 20 степени. Во Македонија утре свежо утро, ќе има благ пад на утринските температури. Ќе се движат во интервал од -2 до +6 степени. Во текот на денот пак ќе биде претежно сончево и топло со пораст на максималните температури, кои ќе бидат над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Максималните дневни температури утре во Македонија од 12 до 21 степен Целзиусов. Во Охрид во четврток сончево и топло. Минималната 2, максималната 15 степени. Во следните денови во нашиот град времето ќе биде претежно сончево и топло. Ќе има пораст на максималните дневни температури на 17, односно 18 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Во време на енергетска криза си помагаме едни на други. Со 80 милиони евра неповратна помош од ЕУ, помагаме да се изнајдат најдобрите решенија за сите. Директна помош за намалување на сметките за електрична енергија за домакинствата и ранливите категории граѓани. Спроведување решенија за поголема енергетска ефикасност и намалување на енергетската зависност. Инвестирање во одржливи и обновливи извори на енергија и забрзување на енергетската транзиција кон зелени решенија. Преземаме заеднички чекори за доброто на сите, затоа што енергијата не поврзува. ЕУ со тебе. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Вевчани е првата зелена приказна во земјава, како дел од 100 дестинации во светот за 2022 година. Клучното на овој епитет и признание е развој на еко-одржлив туризам и подигнување на свеста за заштита на природата. Општина Вевчани како прва одржлива дестинација во Македонија ќе биде модел кој ќе послужи како инспирација и ќе се преслика на други дестинации низ државата. Општина Вевчани стана првата зелена приказна во земјава. Дел од престижната листа на најдобрите топ 100 зелени дестинации за 2022 година во светот. Беше избрана на преварот на Green Destinations, при што се избираа одржливи туристички приказни и добри практики од дестинации ширум светот кои ќе бидат инспиративни примери. Клучното на овој епитет и признание е развој на еко-одржлив туризам и подигнување на свеста за заштитата на природата. Заштитеното подрачје го опфаќа голем дел и од планинскиот појас, така што сите активности кои ќе се одвиваат, односно сите туристи кои ќе доаѓаат, ќе водат грижа за самата природа и за самата околина, без да прават штета на природните убавини и природните ресурси, а сепак да уживаат во природните благодети. Првенствено ќе се едуцира локалното население, особено туристичкиот сектор за развој на одржлив рурален туризам, во кој приоритет е заштитата на природното богатство. Самиот епитет зелена дестинација привлекува таков тип на таргет група на туристи кои се грижат за природата, сакаат да уживаат во природата и би платиле дури и повисока цена со цел да уживаат во вистинските природни убавини. Вевчани како мала општина, односно како мало населено место, најдобро е за развој на токму активен туризам, токму таков туризам. Масовниот туризам допринесува кон повеќе негативни влијанија кон природата. Општина Вевчани како прва одржлива дестинација во Македонија ќе биде модел кој ќе послужи како инспирација и во иднина ќе се преслика на други дестинации низ државата. Судијата Богоја Стрезовски го демантира Джепаровски. Во текот на судската доказна постапка не се утврдило дека повредите на Джепаровски настанале од пат во шахта. Самите фотографии кои ги доставил тужителот до судот од шахтата покажале дека таа не била отворена и длабока за припад да се стекнат такви повреди. Од јавното предпријатие Нискоградба од Охрид велат изјавите на Джепаровски се паушални и невистинити. Тој од јавното предпријатие барал 3 милиони денари одштета, но судот врз докази утврдил дека неговите повреди не настанале од пат во шахта, пошто Джепаровски треба да ги плати трошоците на судската постапка. Судијата Богоја Стрезовски ги демантира изјавите на Илија Джепаровски, кој тврди дека паднал во отворена шахта, а наместо одштета од јавното предпријатие Нискоградба треба да плати 200.000 денари за судски трошоци. Стрезовски во телефонска изјава вели: во текот на судската доказна постапка не се утврдило дека повредите на Джепаровски настанале од пад во шахта. Самите фотографии кои ги доставил тужителот до судот од шахтата покажале дека таа не била отворена и длабока за припад да се стекнат такви повреди. Стрезовски вели, тужителот се обидува во јавноста да пренесе искривена и лажна слика, во која го компрометира судот и судиите. Одлуката нема никаква поврзаност помеѓу судот и тужениот во случајот Нискоградба. Напротив, таа е донесена во законита постапка, која е потврдена и од апелациониот суд Битола, вели Стрезовски. Таквите наводи на тужителот Джепаровски се целосно неосновани, бидејќи судот изведе опсежна доказна постапка и во таа постапка не се утврдија тужителовите наводи дека настанала повреда од пат во шахта. Значи, за судот беше неспорно дека тој е повреден, но не од пат во шахта. Самиот тужител во доказна постапка достави фотографија од која може да се види дека шахтата била тампонирана и никако не можело да се случи тој да има пад во шахта. Во однос на пресудата Джепаровски да плати 200.000 денари на име судски трошоци, Стрезовски вели тоа е согласно законот. Оној кој го губи спорот ги сноси и судските трошоци. Секоја поведена постапка има ризик од неуспех. Доколку не се успее во постапката, однапред се знае дека странката која го губи спорот
треба да ги плати трошоците. Значи, јас себе жалам што тој треба да плати трошоци, меѓутоа тоа не е со сакање на судијата или не сакање на судијата, тоа е така согласно законите. Тој што ја губи парницата и должен да ги плати трошоците на странката која успеала во спорот. А јас повторно викам, приказката беше интересна за гледачите, меѓутоа не е вистината. Од јавното предпријатие Нискоградба Охрид велат изјавите на Джепаровски се паушални и невистинити. Тој од јавното предпријатие барал 3 милиони денари одштета, но судот врз докази утврдил дека неговите повреди не настанале од пад во шахта. Од изведените докази судовите утврдиле дека не постои причинско-последична врска помеѓу повредите на тужителот Джепаровски и делувањето, односно пропуштање на било кое дејствие кое јавното предпријатие Нискоградба било должно да го превземе или изврши. Или со други зборови, од одлуката, тужителот не достави докази со кои со сигурност би докажал дека предметната штета настанала од пропаѓање, односно сопнување, и не достави докази дека за штетата постои вина кај тужениот. Изнесените тврдења на Джепаровски се паушални и не се подкрепени со докази. Тоа се утврди во наведените судски постапки, велат од Нискоградба. Вчера охриѓанецот Илија Джепаровски на пресконференција пред судот ги обвини основниот суд во Охрид и јавното предпријатие Нискоградба за меѓусебна поврзаност, тврдејќи дека наместо одштета за пад во шахта добил казна да плати 200.000 денари. Средното стручно училиште Свети Кирил и Методи во Охрид и Нико Нестор во Струга не смеат да запишуваат вонредни ученици во здравствена струка. Од Министерството за образование и наука испратиле допис до училиштата кои имаат насоки од здравствена струка со кои се бара запишувањето вонредни ученици да се стави во мирување. Средно образование за медицинска сестра, фармацевски техничари и за други профили од здравствена струка повеќе нема да може да се завршува вонредно. Од Министерството нагласуваат дека ваквата одлука е донесена за да се заштитат националните интереси. Струшката библиотека ги заштитува вредните збирки. Роднокрајната збирка за историјата на општина Струга и единствената збирка на Струшките вечери на поезијата ќе бидат под специјален режим на чување. Дополнително со 200.000 денари годинава ќе се збогати книжниот фонд. Подеднакво ќе се набавуваат книги на македонски и албански јазик. Струга има читателска публика. Во библиотеката просечно месечно има по 700 членови. Струшката библиотека ги заштитува вредните збирки. Роднокрајната збирка за историјата на општина Струга и единствената збирка на Струшките вечери на поезијата ќе бидат под специјален режим на чување. Се подготвува засебен простор каде ќе бидат исполнети условите на потребната температура, влага и светлина. Приоритет е заштита на вредните историски наслови. Дополнително, со 200.000 денари годинава ќе се збогати книжниот фонд, подеднакво ќе се набавуваат книги на македонски и албански јазик. Ние ги правиме сите напори за литературата која ја бара читателите да биде достапна. Исто така ние имаме и своја подрачна библиотека во општина Вевчани. Таа е библиотека исто при Центарот за култура и тука се трудиме да ја набавиме потребната литература согласно барањата на читателите. Со 1000 евра од годишната програма на Министерството за култура ќе се збогатува и книжниот фонд на подрачната библиотека во Вевчани. Ќе се набавуваат книги согласно потребите на читателите. Значи, ние мора тие примероци да ги заштитиме, бидејќи се дел од националната култура на Македонија, не само на книгите се заштитени, сега се планира Центарот за култура од собствени средства да ослободи одреден простор за да биде комплет зачуван целиот книжен фонд, значи да се избегнат просториите со влага, да се избегнат просториите каде што нема и доволно светлина. Струшката библиотека располага со засебна читална и фонд од 90.000 книги, лектирни изданија за учениците од основните и средните училишта, но и слободна и стручна литература. Струга има читателска публика. Во библиотеката просечно месечно има по 700 членови. Правењето вкусен домашен леп со крцкава кора и нежна и мека средина всушност е многу едноставно.
но се уште е мал бројот на ресторани кај нас кои како дел од гастрономската понуда го имаат токму домашно подготвениот леп. Денес на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид се одржа работилницата за изработка на леп од кисело тесто, интегрален безглутенски протеински леп за спортисти и нутритивно збогатен леп од страна на професионалниот изработувач на различни видови тесто Весна Миленковска. Која е тајната на квалитетниот и здрав домашен леп? Денес на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид студентите од различни години и студиски насоки има можност да се запознаат со тајните на изработка на неколку видови леп. Професионалниот изработувач на различни видови тесто, Весна Миленковска, ја одржа работилницата за изработка на леп од кисело тесто, интегрален безглутенски леп, протеински леп за спортисти и нутритивно збогатен леп. Тајната е да нема никакви додатоци. Значи, секој додаток прави плюс проблем. Дали е квасецот, дали се адитивите, значи сите тие прават проблеми и се штетни за здравието на човек. Последниве 2,5 години го работам лебот без квасец, со природен квас. Тоа е стартер, спреман со само брашно и вода. И за изработка на лебовите користам само брашно, вода и сол. Нема никакви додатоци, никаква хемија, ни квасец, ни воопшто ништо. Потребни се вода, сол и квасец за изработка на вкусен миризлив леп, но се уште е мал бројот на ресторани кај нас, кои како дел од гастрономската понуда го имаат токму домашно подготвениот леп. Професионален и домаќински гест е кога гостинот ќе влезе во ресторанот пред да ја направи нарачката, да се нагости со парче домашен леп и малку маслиново масло, објаснува професор доктор Ангела Паскуале од Факултетот за туризам и гостителство од Охрид. Мора да работиме на збогатување на нашите гастрономски знаења и да ја прошириме нашата гастрономска култура. А тоа можеме да го направиме и ако малку се вратиме кон нашето изворно, традиционално гастрономско богатство. И сега повторно ние се враќаме, знаете што ќе биде следниот тренд, навраќање кон локалната кујна, буквално на домашно сготвено, цените да не се превисоки како мишелни ресторани, да е тоа да речам некоја пристојна или приступачна цена, да е автентично и нормално начин на презентација. Комплетно сервис, убави чини, добро наместена храна, убав пристап, едукација за да се презентира таа храна, да се продаде менито. Во изминатите неколку години се почесто слушаме дека белиот леп е нешто што треба да се избегнува или да се лимитира. Здравствените препораки велат дека истиот треба да се замени со други опции леп, леп од полнозрнести житарки, леп кој е мешавина од повеќе интегрални брашна, леп во чиј состав нема брашно, туку ртени семиња и слично. Факт е дека индустриското производство и технологијата на храна преку користењето на адитиви несомнено го намали квалитетот и на овој основен прехранбен производ. Во домашни услови секој може да замеси леп, секој може да дојде до брашно со одреден квалитет и да ги користи тие состојки кои што влегуваат, значи кои што ни се на располагање на сите во комерцијалата. Она што се конзумира поради таа динамика што ја имаме во нашиот живот, односно немањето време, немањето средства, сепак треба да имате доволно време, да имате доволно парични средства за вие секој ден да можете да си приуштите така едно задоволство да имате домашен месен леп. Сета таа трка за пари, за екзистенција ги прави луѓето да се одлучат денеска да купат леп од маркет, кој што е безбеден за конзумација, но сепак не за секого. Лебот има незаменлива и централна улога во човечката исхрана веќе илјадници години, освен што е најпрепознатлив тип храна, тој е едноставен за подготовка, а во зависност од подготовката може да има и прилично долг рок на траење. Од друга страна, може да биде и навистина хранлив, односно нутритивен, а обезбедува и голем дел од енергијата, калориите кои ни се потребни. Со малку трпение и неколку намирници, лебот е храна кој буквално секој може да го направи.
Вчера во Охрид министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова и председателот на Сдруженијето на даватели на комунални услуги на Македонија Атком Пеце Милевски потпишаа меморандум за соработка. Министерството за животна средина и просторно планирање и Атком се долгогодишни партнери со заеднички утврден интерес за остварување меѓусебна соработка изразена преку размена на стручни и апликативни мислења и практики од областа на унапредувањето со водите и отпадот. Подпирајќи се врз правната рамка со која се регулираат надлежностите, Министерството и Атком го потпишаа овој меморандум, продолжувајќи ги заложбите за унапредување на квалитетот, ефикасноста и одржливоста во испорачувањето на јавните комунални услуги во Македонија, велат од ресорното министерство. Меморандумот за соработка беше потпишан во рамки на дводневниот настан Денови на комунални услуги, што се одржуваат вчера и денес во организација на Атком во Охрид со цел поблиску запознавање со работата, успесите, секојдневието, но и проблемите во работењето на јавните комунални предпријатија. Следуваат вестите од светот. Најмалку 13 лица ги загубија животите, повеќе од 90 се повредени во земјотрес со јачина од 6,5 степени по Рихтер кој го погоди Афганистан и Пакистан. Најмалку 9 лица загинаа, 44 се повредени во северозападен Пакистан, изјави представник на пакистанската влада, а во Афганистан најмалку 4 лица се мртви во земјотресот, а 50 се повредени. Земјотресите се забележани во опсек од повеќе од 1000 километри во област каде живеат 285 милиони луѓе во Пакистан, Индија, Узбекистан, Таџикистан, Казахстан, Киргистан, Афганистан и Туркменистан, соопшти Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар. Епицентарот е во планините Хиндукуш во слабо населена североисточна афганистанска провинција Бадахшан на длабочина од 187 километри. Израелски воздушен напад го погоди сирискиот аеродром во Алепо и предизвика материјална штета, објави Сириското министерство за одбрана на Фејсбук. Од 2011 година Израел, кој јавно не го објави нападот, изврши стотици воздушни напади врз цели во Сирија, контролирани од владата и вооружените групи како Хезболах, кој е подржан од Техеран, но ретко ги признава или изборува за операциите. Израел го смета Иран за регионална закана и сака да спречи какво било континуирано иранско војно засилување во Сирија, особено долж границата. Полициски париери пред кулата Трамп и судот во Менхетен, повеќе полицајци и новинари отколку про Трамп демонстранти. Њујорк се уште го чека можното историско кривично обвинение против поранешниот председател на САД Доналд Трамп. Трамп ја увери јавноста дека ќе биде уапсен во вторник во случај со подкуп на порнографската актерка Сторми Даниелс, но денот заврши, а тоа не се случи. Некои американски медиуми шпекулираат дека големата порота комисија од граѓани со широки истражни овластувања би можела денес да гласа за обвинението, но дека можеби ќе треба да почека до следната недела. 45-тиот председател на САД вели дека ќе се врати во Белата куќа на 5 ноември 2024 и ќе направи Америка повторно големи. Во меѓувреме, тој мора да одговара на суд за исплата на $130,000 непосредно пред неговата председателска победа во ноември 2016 година на порнографската актерка Сторми Даниелс, со која наводно имала афера. Јужна и Централна Калифорнија, кои беа под влијание на силни ветришта пред само неколку дена, од утрово се тешко погодени во најновиот налет кој пристигна рано утрово и продолжи во наредните денови. Предупредувањата и совети за силен ветар се во сила за поголемиот дел од Калифорнија, од мексиканската граница преку Лос Анџелес до областа на заливот на Сан Франциско. Предупредувањата за зимско невреме важеа за високите планини каде се можни неколку десетици сантиметри снег. Националната метеослужба издаде предупредување за прекумерни врнежи над најголем дел од брегот на Јужна Калифорнија, предупредувајќи за најмалку 40% шанси врнежите да ги надминат условите за поројни поплави. Регионот со повеќе од 17 милиони луѓе кои се протегаат длабоко во централна Аризона и опфаќа поголем дел од пошироката област на Лос Анџелес е ставен под контрола од поплавите. Поплавите принудија неколку фармери во округот Туларе да го преселат својот добиток. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.